телевизија. Откриен уште еден исклучителен артефакт кој говори за подамот на Римската империја на овие простори. Во Стоби пронајдена позлатена мермерна глава од вториот век. За откритието со кое се потврдува дека Македонија била лука на древни цивилизации, Елизабета Мемич. Исклучителната продуховеност во изработката на засега енигматската собственичка на мермерниот портрет со позлатена коса зборува за мајстор со истенчени уметнички манери, кого можеле да си го дозволат премногу богатите граѓани на Римското царство. Ова е археолошки пронедок што би го посакал кој било археолог на кој да е археолошко наоѓалиште во светот. Ние ја имавме привилегијата да бидеме едни од ретките во светот кои со исклучителен артефакт можат да потврдат подем на една римска провинција во вториот век, ни изјави Милаш Урбановска, археологиска под чие раководство се одвиваат тригодишните истражувања на Римскиот форум во Стоби. Позлатената женска глава, пронајдена пред неколку дена, само ги разгоре археолошките амбиции и во ова неповолно есенско време за истражување да продолжат со ископување за да се потврдат предпоставките дека се работи за мермерна женска скулптура во природна човечка големина. Навистина е многу редок наод, упатува на тоа дека се работи навистина за многу значаен и за богат објект. Големината на Римскиот форум, монументалноста на ѕидовите со кој бил обкружен, мермерната пластика што се користила за украсување на влезните аркади, а и пронајдениот движен наод значи дека Стоби не била обична римска провинција. Карактеристиката му ја дава раскошот на објектот. Работата на Римскиот форум завршува во март наредната година, но финансиерот, Италијанското министерство за надворешни работи и невладината ЧИС од Палермо ќе учествуваат и во конзервацијата на форумот. Негде околу 200.000 евра се потребни да се изврши конзервацијата. Наредната година публиката и во Македонија и во Италија на изложба ќе може да ги види наодите од Римскиот форум.